Значи, днес ми будемо говорити о професијах, о работе, о праце. На македонском то есть работа, професии, да, професија, работа, може и двете да се кажат. да, на руском такоже работа. И значи, задание е тако, ја буду описувати какую-либо професiju и ти будеш отповедувати какой номер, 1, 2, 3 и тако. И потом ти будеш описувати на македонском професiju и ја буду отповедувати. И тако будемо играти. Еднаш ти ми објаснуваш, еднаш јас. Да. Јесте готов? Може, да. Тут фотографии. Есть человек, который доглядае, дабы люди чтили право, закон. Он охраняет как публичный порядок, предупреждает злочинство, преступления и помогает людям генерально. Број 6? Број 6, како? Правильно. На македонском то есть... Полиција, полицаец или полицајка во женски род. Да, на меѓуславјанском полицијник. Полицијник, така. Полицијник. Твој ред. Тоа е професија која што е опасна, носи ризик. Тие луѓе гаснат пожар. Се возат во голем црвен камион. То есть два. Пожарник, да, пожар. Пожарникар е на македонски. Да, або гаситель такоже можемо казати для других славян. Гаситель, тот, кто гаси огонь, пламя, пожар. Да, гаси огонь, да. Гаси огонь, да, тако. Тут человек, он работает, он строит, будует дома и другие здания, объекты. Он кладе цеглу, ремонтує будинки, работає со специальными инструментами. Мислам дека е број 5. Број 5. Ние имаємо слово по меѓуславјански како називати тотого човека, како он зоветься на... Џидар или градежник, зависно се... Џидар, да, пошто работи со цигли, џидар. Интересно. Або ти казал градежник? Да, градежник е поопшт термин, да речеме, луѓе што работат на згради, градби, нели, градежништво, градежник. Да. По-руски тој строитель, затоа што он строи. Да, реди цигли. Оваа професија работи многу со животни. Кога на некое животно, на наш домашен миленик, на мачка или куќе или друго животно не му е добро, кога е болно, го носиме кај тој доктор да го прегледа. Да. Мисли, že to je 8. Да. Ветеринар, тако? Да, ветеринар. Тут и человек на образку, он обглядает пациентов, и он говорит причину недуга, болезни, хворбы. И затем он назначает нам лечение, оздоровление и давая рекомендацию по сохранению здравия. Мислам дека е број 1. Лекар. Број 1, номер 1, да. Лекар? Да, лекар или доктор на македонски. На меѓуславјанском такоже лекар або доктор. Кога одиме во ресторан, ќе седнеме на маса и ќе нарачаме храна, тој е човекот што ја приготвува храната во ресторанот и која ни ја послужува нас келнерот кога ќе биде готова нашата нарачка. Тој човек, он приготуе храну, ти сказал, да? Да. Храна, то е како једење на македонском, да? Јадење, да, јадење.
То есть номер 4, так? Да. На македонски е готвач. Готвач. Тот, кто готови. Да. Готвач, добро. Се користи и кувар, ама готвач е правилно македонски литературно. На меѓуславянском, то есть кухар. Кухар, да. Тоа чест термин е во словенските јазици, кувар, кухар. Кај нас е готвач, ама го користиме понекогаш и кувар. Да, кухар за тоже на кухне. Да, кухиња, да. Да, а на руском, то есть, абсолютно различно. То есть повар. Како? Повар. Не сум го слушнал за сега, интересно. То есть повар, я мыслю за то же, он готови вари нечто. Варење нешто, так, да. Да, мыслю же... А может друга причина, не знаю. Тут и человек, он работает не на земле, он работает в небе. Управляя аэропланом або самолетом, он несе отговорность за пассажиров, оглядая за приборами, одвози людей из одного места в друго. Мислам дека е тоа број 9 пилот. Број 9 пилот, тако. Ова професија се занимава е уметничка, со уметност, поточно со музика. Ајде да бидам по-конкретен со класична музика, кога одиме да речеме во филхармонија или на опера. Овој музичар свири на жичен инструмент, значи инструмент што има жици. Доста тежок инструмент за свирење. То есть номер 10, али не знаю како се назва, скрипачка? Ние викаме виолина, виолинист. Виолинист, али скрипка, скрипачка, ти можеш разумети? Па искрено не сум го слушнал, сега го слушам просто. Не, виолиниста, тако те. Да, виолинист, да. Тута персона, она објасняе нови учебни материјали, она делае поуки для детей, ну и также для дораслых людей. Тут человек проверяет знания и помогает их развивать. Мислам дека е број 3. Број 3, правильно. Број 3, да. Учител. Ние користиме доста зборови за таа професија. Учител, професор, може да биде наставник. Исто интересен македонски збор за тоа е малку постар збор е даскал. И мы имаемо толико последни фотографии. И то есть фотограф. Да. Македонски, то есть фотограф? Да, фотограф точно. Како будеш објаснять што делает тут и човек по-македонски? Би го опишал човек што прави слики или фотографии. Прави слики, так? Да. Слика е по-општ збор. Слика може да биде и нешто што е, да речеме, нацртано или со бои, наприклад, картина на стену, така слика. Да, и може и тоа да биде слика, а фотографија е со фотоапарат. И можеш казати свои впечатления, эмоции, и может быть, и что ты мыслишь о языку, на котором я говорю, како ты разумеш, колико процентов тебе было разумено? Да, искрено ми беше многу интересно и како што спомнав, ми е лесно да те разберам. Можем скоро се да те разберам што ми говориш, што ми зборуваш. Не би можел да речеме да јас да зборувам, но можам да го разберам добро меѓусловенскиот јазик. А како ти звучи македонскиот во споредба со претходните говорители? Дали ти е потежок за разбирање или
Я те разумею сильно добро. Не знаю, может быть из-за того, что я сильно люблю балканскую музыку. Я певаю песни на македонском, на сербском. Сильно люблю южнославянские языки. И за то же могу более разумею. Да, од музиката, од песните. Хвала тебе велика за участие. И ти благодарам што ме покани, ми беше многу интересно. Ако ми дозволиш, само би сакал да те пофалам за материјалот што го правиш, за песните што ги пееш и за целата работа и на Инстаграм и на Јутуб во однос на зближување, да речем, на словенската култура меѓу разните словенски народи. Продолжи така и понатаму. Хвала велика.